Ова изложба е посветена на една импозантна личност, на еден зоограф со неверојатна дарба и талент. Појавата на Дичо зоограф е детерминирана од општествено-економските, социјалните и историските случувања, промени, процеси, собитија што се одвивале во текот на 19 век на овие простори, кога Османската империја почнала со реформи, почнала да имплементира, да спроведува реформи и кога на еден или друг начин им беше дадена поголема слобода, верска слобода, меѓу другото и на православните жители на просторите на тогашната Османска империја. Тоа го отвори процесот на градење на нови цркви, процесот на обновување на старите цркви, а тоа создаде услови за развој на уметност, за развој на уметничкото творештво. Се појавија зоографи, се појавија зоографски тајфи, кои што почна да креираат уметност со особена оригиналност и автентичност. Дичо зоограф работел се обучувал во својата семејна зоографска работилница, каде што фактички со години мајсторството, зоографскиот занат се пренесувал од генерација на генерација, од колено на колено. Но се разбира, тој учел и од видни во тоа време мајстори од Самарина и други, кои што престојувале еден временски период и изработувале тие икони во нашите манастири, особено во Бикорскиот манастир. Дичо зоограф е навистина соевиден феномен. Човек со неверојатна, како што спомнав, дарба и талент. Прво, затоа што тоа е фасцинантно, самиот бил голем мајстор на изработка на боите. Боите сам ги изработувал. Боите, лаковите, пигментите, растворите за бои. Второ, затоа што тој изработувал икони, кои што се препознатливи со својата автентичност, оригиналност и со својат раскош. Тоа се икони, како што ќе имате прилика да видите, со раскошна убавина. И трето, затоа што создал едно импозантно дело. Неверојатно за еден период кој што не требал ни цели 3 децении. Тој создал преку 2000 икони и преку 10 фреско ансамбли. Тоа е монументално дело, тоа е големо дело. За толку кратко време тоа да го направите, што говори за, да речеме, меѓу другото, за неговиот талент. Може би со голема леснотија ги правил иконите, би тој ги правил со врвен квалитет и да бидат оригинални, автентични, препознатливи, како што можеме денес да видим. Еден добар дел од нашето културно наследство и богатство најдиректно е врзан со црквата, со црковниот живот на овие простори. Постоењето на голем број на цркви, на голем број манастири, храмови, стари книги црковни, стари ракописи, икони, фрески и така натаму. Тоа е едно исклучително национално богатство кое што треба да се чува, да се штити, да се негува и да се афирмира, да може да го видат не само нашите луѓе, ами и светот во целина.